Председателке, ќе морам прво една забелешка до вас. Процедурално, кога ќе се јавуваат, нека се повикуваат барем на член од деловникот. Имено ова го кажувам за зборовите што ги упати колегата од ДУИ нелегитимен премиер. Ја не знам како може да е нелегитимен премиер човек кој што добил 500.000 гласови. Но да се вратиме на говорот на колегата Фатмир Бетики. Го слушам вака и си викам, ние изгледа како и додека беа на власт и сега во опозиција живееме во различни реалности. Така патетичен говор одамна не сум слушнала, а истовремено и нормално се сака да каже дека овој буџет не е добар, вака така недомакински, како што нивните трабанти постојано зборуваат, но никако да каже дека овие договорни услуги практично се за возила за МВР, возила за АРМ, кој што патем кажано, неговата колешка беше претходно министерка, и се обврзуваме кон НАТО да купуваме современи оружја. Нека ја праша сега ново назначената негова партиска другарка Радмила Шекеринска за заменик генерален секретар на НАТО, дали ова што го говори, таа ќе се согласи со тоа или нема да се согласи со тоа. Понатаму, во стоки и услуги, и во возила, возила за брза помош, возила за комунална хигиена, возила за противпожарни услуги, да не се случуваат фапови да ни ги гасат пожарите, колега Битики. Ама тоа заборавате или намерно не го кажувате? Заборавате да кажете дека кога бевте власт, намерно не сте предвиделе финансиски средства за плати во македонски шуми, во водостопанство и во пошти, па мораше да се прави ребаланс на буџетот за овие луѓе со месеци кои што не земале плата, да земаат плата. За да не биде тоа тема, и да бидете вие као тема во јавноста и сакате да ја покриете денешнава тема дека здравство, ќе се покачуваат платите во здравство, ќе се покачуваат платите во образование, ќе се покачуваат платите во МВР и секако дека сите колективни договори ќе се почитуваат, тоа е несомнено, решивте на прилично несмасен начин, би рекла, да дефокусирате нешто што е факт и најлегитимно избраниот премиер во државата денеска кажа покачување во здравство, во образование и во сите останати сектори кои што вие не ги покачивте. Така да ве молам, намалете го доживувањето и да ја говориме вистината. Благодарам.